Добро вечер, почитувани гледачи, тредневник на К3. Председателот на ВМРО ДПМН и премиер Никола Груевски е реизбран во следните 4 години да ја води партијата. Груевски го доби четвртиот 4-годишен мандат, во кој ќе ја предводи ВМРО ДПМН со 528 гласа за. Како што беше соопштено на 15-тиот конгрес на ВМРО ДПМН кој се одржа во Куманово, од 560 делегати гласале 529. Од нив 528 гласале за, а едно листче било неважечко. Никола Груевски го доби четвртиот 4-годишен мандат во кој ќе ја предводи ВМРО ДПМН, при што 528 од 560 делегати гласа за и едно неважечко ливче на 15-тиот Кумановски конгрес. Стабилност, работни места и инвестиции се клучните приоритети на кои ќе работи партијата во наредниот период, потенцираше во своето обраќање. Рече дека ќе се залагаат да ги исправат грешките, потенцирајќи дека се свесни на тоа и при тоа ќе работат на подобрување на животот на граѓаните во сите области. Ќе настојуваат да ги реализираат ветените проекти, на кои, како што рече тој, работат деноноќно, вложувајќи огромна работа и труд. Тој порача дека целта на ВМРО ДПМН е Европска Македонија. Мојата обврска да испорачам работа и резултати за ВМРО ДПМН е дотолку поголема колку што е голема денешната ваша подршка за овој реизбор. Ние имаме заедничка цел. Ние работиме заедно. Нашата цел е силна, успешна и просперитетна Република Македонија. Главната цел на која ќе се сконцентрира ВМРО ДПМН во наредните години ќе биде поттикнувањето на претприемништвото и иновативноста. Во Македонија долго беше оваа табу тема, но полека но сигурно на некои луѓе им станува јасно дека само со употреба на еден ресурс, оној главниот, мозокот, може да се заработат пари. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во своето обраќање рече дека токму иновациите ги делат земјите на успешни и неуспешни. Но има една скала која треба да ја искачиме пред иновациите, иако не ги исклучувам истите и целосно без неа, а тоа е предприемачкиот дух кај мнозинството граѓани. Тука имаме голем напредок во последните години, но ни треба уште многу. Пред се, затоа што долго ова беше табу тема, која или не знаевме што е за време на социјализмот, или тие што знаеја, малкуте мали предприемачи ги гледаа со презир. Или поважно пак се дискутираше на оваа тема во првите 15 години по независноста. А всушност развојот на предприемачкиот дух кај секој еден, независно на неговата професија, е клучно за напредок. На 15-тиот конгрес беше извршен избор на статутарна комисија со председател, подпредседател и 5 члена, како и надзорна комисија за материјално-финансиско работење со председател и 2 члена. ВМРО ДПМН ја усвои конгресната повелба со стратешки цели за натамошно успешно функционирање. Во повелбата се наведува дека број 1 приоритет е развојот на економијата, со посебен акцент на малите и средните предпријатија. Освен поддршката за домашната економија, ВМРО ДПМН ќе продолжи и со унапредување и развој на здравството и туризмот. А кога е во прашање на дворешната политика, партијата останува фокусирана на членството на Македонија во Европската унија и НАТО. Владеачката партија ВМРО ДПМН во рамки на 15-тиот конгрес усвои конгресна повелба со стратешки цели со која е утврдено на тамошното функционирање и во наредните години приоритет на партијата ќе биде развојот и раздвижувањето на домашната економија, привлекувањето странски директни инвестиции како и поддршка за малите и средни предпријатија. Со одржување висок одржлив раст ќе се подобри животниот стандард на граѓаните, но ќе придонесе и за намалување на невработеноста во државата, како зацртана идеја и цел кон која ќе се стреми ВМРО ДПМН е остварување на економски раст од 4 до 5,5% во следните неколку години, истакна премиерот Никола Груевски. Наш следен предизвик е со ангажманот на искусен консултант да создадеме услови да се зголеми бројот на македонски компании кои ќе бидат добавувачи и партнери на странските фирми во Македонија. Таков одличен пример кој треба да се следи е компанијата Актива од Штип, која пред неколку недели изгради и отвори нова фабрика која ќе вработи 300 работници и ќе произведува исклучиво за инвеститорот од Белгија Ван Хол, кој произведува автобуси во Буначак. Овој месец ќе ја започнеме градбата на последната од планираните 14 технолошко-индустријски развојни зони во Македонија. Тоа е зоната во Делчево. И со тоа, освен 4 готови, сите преостанати 10 ќе се веќе во градба.
Покрај овие технолошки индустријски развојни зони, форсираме и градба на индустријски зони, низ повеќе други општини, со цел во секој регион да имаме спремна инфраструктура за нови инвеститори, независно дали домашни или странски. Во повелбата се наведува дека освен на полето за развој на економијата, посебно внимание ќе се посвети и за инвестиции во здравството и туризмот. Во неа стои дека ВМРО ДПМН и понатаму ќе продолжи со политика на субвенционирање на ефтини авионски летови до голем број европски центри, а кога е во прашање македонското здравство, партијата се залага и ќе продолжи да инвестира и да го подобрува здравствениот систем, за да секој човек има еднаква здравствена заштита. Опремата во здравството која спасува живот, новите фабрики и новите работни места кои ја враќаат на смевката кај луѓето, се мојот личен приклучок во струја која ме полни со енергија да продолжам да работам и ви благодарам на сите вам за сиот ваш труд и разбирање кога истите откажувања ги барам и од вас. Во однос на надворешната политика, владеачката партија останува фокусирана на членството на Република Македонија во Европската унија и НАТО, а внимание во повелбата на партијата се посветува и на диаспората, како и на одржувањето на пријателството со САД и соседите. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во своето обраќање се осврна на злоупотребата на поимот слобода од страна на опозицијата. Тој тврди дека опозицијата е најнедемократскиот фактор во државата, не само поради последните случувања, туку заради една филозофија на однесување која нашата опозиција ја има во последниве 20 години и која може да се сведе на една реченица. Тие велат: кога се тие на власт има слобода, кога не се тие на власт тогаш нема слобода. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во своето обраќање на Конгресот во Куманово се осврна на слободата, односно како што рече злоупотребата на овој поим слобода од страна на опозицијата која својата политичка агенда ја потпира само на овој збор. Практично веќе долг период, особено по катастрофалните порази кои опозицијата ги имаше до 2009 година, ќе видите и самите според сите надписи дека претходно таква работа не се ни споменуваше, но во очигледен собствен недостиг на концепт, план, легитимна политичка стратегија. Тие почнаа својата политичка агенда да ја подпираат на еден збор, а тоа е слобода. Односно, и формата на организирање која произлегува од слободата, тоа е демократијата. Значи, до сега не слушнавме ништо ново програмски од нив, освен напади врз основа на кои ја градеа својата приказна за слободата и нивната наводна борба против нашиот, како што тие го нарекуваат, недемократски режим. Таа приказна од различни причини, најчесто заради спроведување на интерес и влијание, односно заради причини кои немаат никаква врска со опозицијата, ја прифатија и продолжија и некои земји од меѓународната заедница. Овие земји секоја заради своји причини, некои заради стратешки интерес, иако добро ги познаваат состојбите во земјата, сепак ги користат тие алатки на некаков притисок и остварување на собствени победувања. Најмалку некој што треба да говори за слободата и демократијата во државата, смета Груевски, е опозицијата, која е најнедемократскиот фактор во државата, не само поради последните случувања, туку заради една филозофија на однесување која нашата опозиција ја има во последниве 20 години. Таа, рече тој, е вградена во таа партија и може слободно да се сведе на една реченица. Тие велат: кога се тие на власт има слобода, кога не се тие на власт тогаш нема слобода. Па погледнете наназад, ќе видите истите нивни кампањи и во периодот меѓу 1998 и 2002 година. Буквално истите. Пред некое време ми донесува изјави на Црвенковски од тоа време, како и кампањи на невладините на Сорос, и не ми се веруваше комплетно истите изјави, истите активности, истите обвинувања за немање демократија и слобода. И тогаш немало демократија. Зошто? Затоа што тие тогаш не беа на власт. Неголема демократија има кога СДСМ е на власт. Но сето ова е заради нивното поимање на слободата. Значи, суштинската разлика меѓу нас не е дали има слобода или нема. Јас тврдам дека има и слобода и демократија. И тоа многу повеќе од некои други земји. Туку суштината е во тоа како ние, а како тие во СДСМ ја разбираат слободата. Според мнозинството на граѓаните, опозицијата заедно со цел свој невладин и медиумски оркестар е таа која со самото свое делување докажува дека во оваа држава има и вишок слобода и демократија.
Но за да се говори на оваа тема, добро е да се видат општите параметри кои ја дефинираат слободата, а клучниот е слободата е сила. Сила или право да се делува и размислува како што секој поединец сака и избира, без пречки или воздржувања, или пак било какви попречувања. Тоа е слободата, потенцираше Груевски. Телеграми упатени до Конгресот на ВМРО-ДПМНЕ пристигнаа од пријателските и сестринските партии на владеачката партија во Македонија за 15-тиот Конгрес на ВМРО-ДПМНЕ во Куманово и беа прочитани за делегатите. Поздрави упатија центар десно ориентираните партии од Европа и од светот, со кои ВМРО-ДПМНЕ во изминатиот период оствари силна соработа, меѓу кои Европската народна партија, Меѓународната демократска унија, Народна партија на Шпанија, Словенечката демократска партија и уште многу други. ВМРО-ДПМНЕ во изминатиот период оствари силна соработка со центар десно ориентираните партии од Европа и од светот. ВМРО-ДПМНЕ е полноправен член на Меѓународната демократска унија, а активно работи во Европската народна партија. Вредностите на центар десните партии, кои што се заеднички за демократија, за слобода на поединецот, за економска благосостојба, како и членството во Европската унија и во НАТО, и стратешката определба за партнерство со Соединетите Американски држави, се нашата воделка во работењето и во меѓународната соработка на ВМРО-ДПМНЕ како политичка партија. Џозеф Дол, председател на Европската народна партија, најголемата политичка партија во Европа, која што обединува 70 политички партии и ја има најголемата парламентарна група во Европскиот парламент, во своето писмо упатено до председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски и до делегатите на Конгресот вели: Почитуван господин Груевски, сигурен сум дека делегатите ќе ја препознаат значајната работа што сте ја направиле во текот на претходните мандати под ваше раководство. Вашата партија напредуваше и вашата земја и постигна значителен успех. Ерик Моен, генерален секретар на Меѓународната демократска унија, испрати топли честитки по повод 15-тиот Конгрес на ВМРО-ДПМНЕ. Тој во писмото вели: Ние сме горди што ВМРО-ДПМНЕ е меѓу нашите активни членови. ВМРО-ДПМНЕ има импресивен успех на изборни победи во изминатата деценија. Жозе Рамон Гарсија Хернандес, меѓународен секретар на Народната партија на Шпанија, во своето писмо посочува: Би сакале да и честитаме на нашата сестринска партија ВМРО-ДПМНЕ и да и посакаме успешен конгрес. Вредностите кои што ги делиме и силната посветеност во служба на нашите општества се знаменосци на нашите политички активности. Габор Берцели, директор на Роберт Шуман институт, во писмото наведува: Ги ценам бројните активности и економски достигнувања на вас како премиер и на владата на ВМРО-ДПМНЕ, кои се преточуваат во серија на изборни победи под ваше водство. Јанез Јанша, председател на Словенечката демократска партија, во поздравното писмо вели: Словенечката демократска партија ги следи со голем интерес достигнувањата и големиот напредок на економски и политички реформи, за кои се залага ВМРО-ДПМНЕ и за кои ја заслужна во текот на изминатите години во Македонија. Честитки пристигнале и од заменик градоначалникот на Ливерпул, Австралија, Петар Истевски, конзервативната партија на британскиот премиер Дейвид Камерун, Хрватската демократска заедница од Хрватска, Фидес, партијата на премиерот на Унгарија Виктор Орбан. Куманово доби историска шанса после години од независноста на државата да биде домаќин на 15-тиот Конгрес на владеачката ВМРО-ДПМНЕ. Неслучајно Куманово беше избрано за одржување на овој значаен настан. Одличните резултати на последните избори потврдуваат дека Куманово ја препозна вистинската опција која води кон развој и просперитет. Се она што е ветено според програмата ќе се реализира, изјави пратеникот и член на извршниот одбор на партијата Зоран Ѓорѓиевски по завршувањето на Конгресот. Со години наназад, со децении, Куманово имаше еден така третман на, да кажем, хируршки слепо црево на Република Македонија, мада Куманово како град е Македонија во мало. Со одржувањето на овој конгрес, ВМРО-ДПМНЕ покажа дека Куманово е респектабилна општина, општина на која ВМРО-ДПМНЕ смета во иднина на уште поголема и помош и ангажман и поддршка на граѓаните од оваа општина. Тоа беше пораката со самото одржување на конгресот овдека во Куманово. За Куманово, да кажам, многу од оние реални проблеми кои беа на времето преточени во проекти во локалните избори и во предвремените парламентарни избори, ќе следува реализација на дел од истите за кои централната власт ќе може да покрене, за дел од оние кои се во ингеренција на локалната власт ќе проба да помогне.
бараме само мала поголема ангажираност од локалната власт, меѓутоа и покрај тоа, иако ја има, иако ја нема, во Куманово реално ангажманот на водечката партија, на централната власт во наредниот период ќе биде многу поголема. По завршувањето на 15-тиот конгрес на кој Куманово беше достоен домаќин на ниво на задачата, ВМРО ДПМН е уште посилна и пообединета. Нема разидување во ставовите и фракции. ВМРО ДПМН е партија на единство, разбирање и толеранција. Тоа го покажа и одржувањето на самиот конгрес кој беше организиран и спроведен мощно и успешно, изјави председателот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово Драган Петковски. ВМРО ДПМН е единствена партија која што за сите своји работи и има изготвена програма и работи спрема таа програма. Така да не очекувам некои драстични промени во курсот, освен да се продолжи понатаму со остварување на сето она што е зацртано во програмата која што беше дел од минатогодишните парламентарни избори и која што на сите им е позната. Ја не би се сложил дека има струи и фракции во ова. Мислам дека општинскиот комитет во Куманово и уопште партијата ВМРО ДПМН во Македонија е доста сложна и сите водиме по еден исти пат, така да овој конгрес само ќе го затврци тоа. Некогашниот дом на армијата во Куманово заглави во транзиционите процеси. Без прозорци, врати, уништен, обраснат во трева и натрупан во ѓубре. Овој објект е само спомен од минатото на добрите времиња, кога тука се одвивал активен, културен и забавен живот. Кумановци апелираа до надлежните да се врати во функција некогашниот објект и повторно да заживее. Овој објект не беше наменет само за војниците, туку беше отворен и за сите оние кои сакаат да уживаат во најубавата летна бавча, со музика каде на времето се запознаваа младите, се раѓаа и првите љубовни врски. Се играше пинг-понг, имаше спортски игралишта со терени за фудбал и кошарка. Некогашниот дом на армијата во Куманово беше место каде што се одвиваше активен, културен, спортски и забавен живот, велат поупатените кумановци. Сега ништо, се се уништи, нема ништо. Никој веројатно води. Ништо. Се видеше дека има живост, млади, приредби, игранки, војска. Сега нема ништо, се пусто. Дом на АРМ беше во тоа време, јас кога бев, беше дом на ЈНА. Во тоа време тука се организира концерти, доваѓа секакви певачи, бивша Југославија, Зорица, Шабан, Тозовац, сите, плюс внатре имаше и кино, има билијард сала. Немогуќе за млади е било у тоа време. И разоно да и све. Домот е изграден во далечната 1948 година и првично бил наменет за воените лица и пречек на генералите и високите воени представници. Подоцна бил отворен и за граѓанството со богата содржина и станал репрезентативен белек на градот. Располага со вкупна површина од 4000 метри квадратни, од кои 800 во простории. На времето тука гостували и големите музички звезди, како што се Здравко Чолич и Биело дугме, а и се чекало ред за билет, се сеќава еден од поранешните вработени во установата. Во тој период кога јас работев, ова беше репрезентативно место за град Куманово, за армијата пред се. И едно вртилиште или собиралиште на млади луѓе, нарочито зборам порано во период пред изградба на Дом на култура. Фактички култно место за сите културно-забавни збиднувања во Куманово. Во домот имало и библиотека со богата литература по големина како градската, но во транзицијата се затворила, а дел од книгите се уништени во поплава. Нажалост, како и све што пропадна овдека, некој дигна тотално рација, оваа транзиција го погоди овој објекат, нажалост. И библиотека со извореден книжни фонд, со изворедно уредена библиотека, со сите нишани за библиотека. Еден известен период во АРМ функционираше, меѓутоа кога дојде до преструктурирање на армијата, се направи попис, се затвори таа библиотека, немаше кој да одржава и едноставно книжниот фонд беше затворен. Меѓутоа, после тоа се створи некоја поплава, дел се уништи, а дел е повлечен како и цел инвентар од канцеларии горе и од простори е повлечен во каса на тогашна, а што е понатаму не можам да ви кажам.
Веќе 10 години домот е оставен на забот на времето и на пропаѓање. Кумановци апелираа да се реконструира и да се врати во функција некогашниот објект и да биде повторно во интерес на заедницата. Од локалната самоуправа информираа дека овој објект не е под надлежност на општината. Има најава тој да се пренамени и искористи за потребите на градскиот архив и подрачното Министерство за земјоделство. Освен проблемите со канализационата мрежа, мештаните на Романовце мака мачат со уличното неосветлување, а проблем им е и ново асфалтираниот пат, кој е недовршен до крај, а го користат и минувачи кои што избегнуваат батерината Романовце на магистралниот пат Куманово-Скопје. Жителите од Романовце бараат решение за нивните инфраструктурни проблеми кои, за како што велат, никако да дојдат на ред за да се решат. Уличното осветлување за кое плаќаат сума од 150 денари делумно работи, а ново асфалтираниот пат е нецелосен. Покрај самиот пат е започнат, но не е завршен тротоарот по кој може да се движат мештаните, а дополнителна потешкотија за нив се и возачите кои не внимаваат на брзината со која се движат и покрај ограничувањето да се вози со 30 км на час. Колку познавам саобраќај, сега ни е стварно загрозено овдека за деца, например. Нема кој да се движи. Канал од одњу страну, брзо возив кола, нема тие милицајци порано што ги имаше. Бега од автопут, од наплатни рампе луѓи. Се вози многу брзо, што се знае дека населено место е, у населено место се знае колку е дозволена ограничување на брзина. Меѓутоа тоа не се почитува. Ја не сум видел. Ја лично не сум видел. Тротоари, како што гледате, нема. Постои опасност за децата. Постои опасност за секој жител. Не само за деца. Пошто, еве сами може да видите со која брзина, пример, одозгора доаѓаат возила. Улично осветлување само плаќаме за. Тоа го имаме на сметките, а иначе вака немаме улично осветлување. Значи, можеби некоја силица да постои. Меѓутоа тоа е сосема недоволно. Председателот на местната заедница Орхан Ахмети во неколку наврати реагирал до надлежните институции да се најде решение за овие проблеми, да се постават така наречените лежечи полицајци со кои ќе се ограничи преминот преку селото за тешки товарни возила, а со самото тоа ќе се намали фреквентноста на сообраќајот, но добил одговор дека тропаат на погрешна врата за помош. Жителите најголем проблем има со претовар на возила. Идат камиони со песак над 50 тона, идат авта што транзит поминуваат низ село, што идат за Скопје. Имамо потражено од општина и Вишњаци да има овој лежачи полицајци, немамо никаков одговор. Имамо пратено барање за намалување на тонажа низ наше село и за тоа немамо нема дозволено овдека. Нема, ограничено нема. Ми сме барале максимум до 7,5 тона да има дозволено да се пројде низ село. Секоја куќа плаќа тој улично осветлење. Има пуно улице што и нема пета жица. Има некои улице што и трофазна струја нема. Романовце се наоѓа на само 5 километри од централното градско подрачје, а живеа населени од различна етничка припадност – македонци и албанци. По повод 7 мај, денот на полицијата, а во чест на загинатите херои од Крива Паланка во војниот конфликт во 2001 година. Денеска беше положено свежо цвеќе пред спомен обележјето на бранителите кои се наоѓа пред полициската станица во градот, пошто во спортската сала Петар Попарсов се одржа и 14-тиот меморијален турнир во мал фудбал. Кривопаланчани не дозволуваат да скасне споменот за сограѓаните кои се гинаа во војниот конфликт во 2001-та. Во чест на Момир Стојановски, Јана Јакимовски и Горан Стојановски, а по повод 7 мај, денот на полицијата, беше положено свежо цвеќе пред спомен обележјето на бранителите пред полициската станица во Крива Паланка. Должната почит ја одадоа семејствата на загинатите херои, општинската делегација предводена од градоначалникот Алексовски, пратеничката Митовска и бројни колеги од посебната единица на полицијата, Македонскиот полициски синдикат, представници на Министерството за внатрешни работи и членови на Сдруженијето Херои на Македонија.
Нека им е вечна слава. Комеморативната свечаност во спортската сала Петар Попарсов се одржа 14-тиот меморијален турнир во мал фудбал во организација на полициската станица од Крива Паланка и Македонскиот полициски синдикат. Ова на некој начин е мало сеќавање на нив, е сеќавање од страна на сите нас, од страна на вас како колеги. Нормално дека семејствата никогаш нема да ги заборават, но и на нас како сограѓани. Овие луѓе загинаа, го дадоа најважното што го имаат, тоа е својот живот за Република Македонија и тие заслужуваат да бидат незаборавени, заслужуваат да се паметат. За незаборав во името на нашите колеги. Им посакувам на учесниците достоинствена, викиншка и фер плей борба и нека победи најдобриот. На надпреварот, освен домашните екипи од центарот за возила, единицата за обука и поддршка, полициската станица за гранична контрола и за граничен надзор, царинската испостава, Сдруженијето Горјан и Здравствениот дом, учество зедоа и екипи од Кратово и Свети Николе. Најдобрите добија пехари, а ќе земат учество и на централниот турнир. Ние како Сдружение Херои на Македонија на загинатите бранители секогаш сме вклучени во активности во чест на загинатите бранители. Така да секоја година се одржуваат турнири во мал фудбал низ градовите кај што има загинати бранители. Победичите екипи после настапуваат на централен меморијален турнир кој се одржува во Скопје во Борис Трајковски под покровителство на Министерката за внатрешни работи. Институциите кои се задолжени да го бранат достоинството и територијалниот интегритет на Македонија и во иднина ќе стојат цврсто како штит за својата татковина. А сите жртви дадени во минатото беа и ќе останат достоинствени херои, запишани во историјата и во душата на нашата родна земја, беше порачано на денешниот собир. Во Европскиот парламент со големо внимание и загриженост се следат случувањата во Република Македонија, вели известувачот за Македонија, словенечкиот европратеник Иво Вајгал од групата на европските либерали и демократи. Во разговорот со Вајгал и со други европратеници беше нагласено дека сите во Европскиот парламент сакаат Македонија да напредува на патот на евроинтеграциите.
Без двоумење ситуацијата во Македонија таква каква што е не загрижува сите ние кои сакаме Македонија да ги надмине тешкотиите и што побрзо да тргне на европскиот пат. Тоа е нешто што јас исто така искрено му го посакувам на македонскиот народ и на македонската држава. Се плашам дека политичката криза која денес се случува не користи на интересите на Македонија. Многу е значајно политичките сили и водечките партии да најдат решение, изјави за Мија Вајгал. Според овој политичар од Словенија, кризата во Македонија има две димензии. Едната е исклучиво политичка и се искажува како недостиг на меѓусебна доверба и конструктивно однесување, а другата е правна криза и прашањата кои не може да бидат решени или согледани поинаку, туку само преку објективна истрага, што од обвиненијата кои се изнесени во јавноста се издржани, а што не се, и какви последици од тоа треба да се извлечат, додава тој. Како што јави дописникот на Мија од Страсбург, Иво Вајгал во договор со другите два европратеника Едуард Кукан и Ричард Ховит не сакаа да дават изјави за содржината на разговорите што ги водеа или ќе ги водат со представниците на водечките македонски партии за изнаоѓање на решение. Инаку Вајгал не можеше да каже дали наскоро ќе има нови средби со представниците на политичките партии од Македонија. Во разговорот со Вајгал и со други европратеници беше нагласено дека сите во Европскиот парламент сакаат Македонија да напредува на патот на евроинтеграциите и затоа тие работат на изнаоѓање решение колку што може да помогнат. Според нив решението за кризата се наоѓа во Македонија, а не во Страсбург или во Брисел. Министерот за безбедност на Босна и Херцеговина Драган Мектич изјави дека босанските безбедносни служби добиле дојава со закани за нов терористички напад во земјата. Полицијата во Непал пронајде тела на околу 50 лица, меѓу кои странски алпинисти, во зоната која беше погодена од лавини по катастрофалниот земјотрес. Израел соопшти дека дознал за конкретни закани од терористички напади врз еврејски или израелски цели во Тунис. Вести од светот. Министерот за безбедност на Босна и Херцеговина Драган Мектич изјави дека босанските безбедносни служби добиле дојава со закани за нов терористички напад во земјата. Тој истакнал дека информацијата е добиена од една партнерска служба од регионот дека постојат индиции и разузнавачки податоци за можен нов терористички напад во Босна и Херцеговина. Мектич нагласи дека сите безбедносни агенции во Босна и Херцеговина сериозно ја сватиле и реагирале на оваа информација, што ќе предонесе за нејзино расветлување. Полицијата во Непал пронајде тела на околу 50 лица, меѓу кои странски алпинисти во зоната која беше погодена од лавини по катастрофалниот земјотрес, соопштија властите во Катманду. Ниту едно од телата засега не е идентификувано, изјави заменик началникот на полицијата во округот Расува, Правин Похарел, која предводи екипата. Најмалку уште 200 лица се водат како исчезнати во овој реон, вклучувајќи планинари и локални жители, а официјално над 80 странци се наоѓаат меѓу нив. Се очекува денеска во Непал да пристигнат американски војни авиони и персонал со цел да помогнат при доставување на помош до загрозените реони надвор од главниот град Катманду. Израел соопшти дека дознал за конкретни закани од терористички напади врз еврејски или израелски цели во Тунис. Информацијата укажува дека постојат планови за терористички напади врз израелци или евреи во Тунис. Се наведува во соопштение од кабинетот на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху. Заканите се поврзани со еврејскиот празник Lag BaOmer кој се прославува на 7 мај, се додава во соопштението, со повик до евреите да не патуваат во Тунис во тој период. Илјадници верници ги посетуваат гробовите на познатите рабини за време на овој празник, вклучувајќи го и островот Ѓербу, каде живее една од последните еврејски заедници во арапскиот свет. На островот Ѓербу при нападот врз древната синагога Ел Гриба во 2002 година се убиени 19 лица, за чие извршување обвинета Ал Каеда. Кошаркарскиот клуб Куманово вечерва на домашен терен е во поход на 14-тата победа во Суперлигата. Според сите досегашни игри на домашен терен, кумановци беа фаворити на овој надпревар. За исходот во утрешните изданија на дневниците на К3. Македонската ракометна репрезентација на денешното гостување во Тулус беше поразена од Франција со 35-24. По 4 кола нашата селекција е на третото место на табелата зад лидерот Франција и зад Чешка. На денешното гостување во Тулус македонската ракометна репрезентација не успеа да ја повтори играта од Борис Трајковски. Франција победи со убедливи 35-24 во четвртото коло од квалификациите за пласман на Европското првенство во Полска следната година.
Во ведните 10 минути беа единствени во кои нашата селекција беше рамноправен противник. Франција за прв пат се одлепи во 23-та минута кога имаше плюс 6 разлика која што ја зголеми на плюс 8 со која се замена на пауза 16:8. Во второто полувреме избраниците на Ивица Обрван немаа сили да му се спротивстават на домаќинот и да се изборат за неизвестна завршница. На 17 минути до крајот дојдовме до минус 3, но тоа не беше доволно. По 60 минути игра Франција заслужено победи со 11 разлика. Во продолжението на квалификацијскиот циклус Македонија ја очекуваат надпреварите со Швајцарија на гостински терен против Чешка на домашен терен. По 4 кола нашата селекција е на третото место на табелата зад лидерот Франција и зад Чешка. Ракометарките на Куманово уште еднаш ги задоволија своите верни навивачи со прикажаната игра во салата на основното училиште Христијан Карпош. Кумановки го прегазија тимот на Чаир со 39-24 и потврдија дека во овој момент немаат конкуренција во првата лига. Оваа млада и талентирана екипа со прикажаните игри во текот на целата сезона ја оправдаа довербата. Со се однесува до средбата со Чаир, Куманово уште од првата минута тргна решително и од минута во минута само ја зголемуваше предноста. Целата екипа функционираше одлично, а тоа пред нашата камера ни го потврди и одличната Наталија Зафировиќ. Па немавме никакви проблеми ни на почетокот ни на крајот на надпреварот, го добивме надпреварот со 15 разлика, заслужена победа. Ракометниот клуб Чаир ги добивме 2 пати и во купот и пред тоа во гости кај нив, така да на прагот сме на влез во Суперлигата и очекуваме победа и наредна утакмица во Штип и во Свети Николе во гости. Како се доволна од учинокот на екипата во текот на оваа цела сезона, со оглед на тоа дека прикажувате одлични игри и имате одличен пласман? Па супер, све е како што треба, значи без ни еден пораз напредуваме, се бориме и се надеваме на сигурен пласман во Суперлигата. До крајот останаа неколку, да ги наречеме, рутински напревори за Куманово, па потоа следи периодот околу подготовките за Суперлигата, каде веруваме дека оваа екипа има сили да атакува на добар пласман. Во организација на Атлетската федерација на Македонија, на патеката во Соколана се одржа екипното првенство за пионери во машка и женска конкуренција, на која учествуваа 8 екипи. Младите надпреварувачи пред присутните демонстрираа завидно атлетско знаење, кое влева надеж дека за иднина на атлетскиот спорт не треба да се грижиме. Атлетската патека во Соколана привлече особен интерес кај кумановци кои со внимание го следе екипното првенство за пионери на Македонија во машка и женска конкуренција, надпреварувајќи се во повеќе дисциплини. На ова надпреварување учество зедоа 8 екипи кои рамноправно се бореа за висок пласман. Ова е најмлада категорија на надпреварувачи. Екипно првенство, значи во машки и женска конкуренција имаме повеќе дисциплини, 60 метра машки и женски, имаме 800 метра машки, 600 метра женски, 300 метра машки, 300 метра женски, имаме штафети 4x60 метри, височина имаме, височина женски, ѓуле машки, далечина машки, височина машки, далечина жени, ѓуле жени, значи имаме маса и богата програма. Ова е најмлада категорија, за стапеност мислам дека има 8-9 екипи. Може и повеќе, меѓутоа ипак најмлада категорија, за жал и не обранува поголемо внимание клубовите. Ипак е ова, значи, натпрва меѓу клубовите се бира екипен победник, прво, друго и трето место. Големите надежи на атлетскиот клуб Куманово Никола Стојановиќ и Матеја Фремовска се осврнаа на остварените резултати во изминатиот период. Оваа година се уште нема некои позначителни резултати, но затоа, значи, претходната година беше доста успешна. Тогаш, значи, освоив трето место на меѓународна надпревар во Русе, имам настапуване на неколку балкански првенства и имам учество на изборно за Олимпијада за млади до 17. На отварањето на сезоната ова сабота, изминатата сабота, освоив прво место, со што обезбедив пласман за учество на Европското екипно првенство во Баку. Покрај тоа се учествував и на меѓународен митинг во Бугарија, во Софија, и таму освоив 4-то место. На крајот членовите на атлетскиот клуб Куманово Давид Димевски во машка и Марија Томиќ во женска конкуренција успеа да постигнат одлични резултати и да ја оправдаа довербата. Воедно ова надпреварување потврди дека атлетиката во Куманово има потенцијал да оствари уште поголеми резултати. Што се однесува до екипниот пласман, атлетскиот клуб Куманово на крајот го освои третото место.
Од меѓународната сцена за денеска издвоивме. Во најскапиот меч во историјата на боксот во велтер категорија, триумф на американецот Флојд Мейведер. Продолжува доминација на Јувентус во италијанското првенство. Неочекуван триумф на Лос Анџелес Клиперси над Сан Антонио во НБА лигата. Американскиот боксер Флојд Мейведер во мечот на векот го совода филипинецот Мани Пакјао на поени по 12 рунди. Мечот се одржа во Лас Вегас. Пакјао до победата стигна со едногласна одлука на судиите, а воедно остана непоразен после 48-миот напревар. На спектаклот меѓу присутните имаше многу познати имиња од светот на кошарката, глумата и тенисот: Майкл Џордан, Роберт Де Ниро, Андреа Гаси и други. За победатот Флојд Мейведер заработи неверојатни $150 милиони, додека поразениот Мани Пакјао инкасираше $100 милиони. Воедно ова беше најскапиот меч во историјата на боксот. Екипата на Јувентус заслужено стигна до 31-та титула во Калчо лигата. Во мечот во Дженова против Самдорија, старата дама оствари победа од 1-0 со голот на Артуро Видал во 32-та минута. Во текот на целото првенство Јуве играше најдобро и заслужено ја одбрани титулата. По освоената титула на 3 кола пред крајот, Јувентус ќе се сконцентрира на Лигата на шампионите, каде ги очекува тежок меч против европскиот шампион Реал Мадрид. Во НБА лигата познат е последниот полуфиналист во западната конференција. Во интересен напревар, Лос Анџелес Клиперси направија големо изненадување, совладувајќи го актуелниот шампион Сан Антонио со 111-109 и со вкупен резултат од 4-3 се пласира во полуфиналето. Во Клиперси изворена партија прикажа Пол со 27 поени, потоа Грифин кој имаше неверојатен трипл-дабл учинок, 24 поени, 13 скокови и 10 асистенции. Кај шампионот Сан Антонио, ветеранот Тим Данкан реализира 27 поени и 11 скокови, како и солидниот Тони Паркер кој имаше 20 кошеви. Одличната генерација на Сан Антонио не успеа да ја одбрани титулата и сега останува да видиме дали оваа екипа ќе продолжи во овој состав и во наредната сезона. Во Македонија беше топло со мала до умерена локална облачност. Од понеделник до четврток времето ќе биде сончево и многу топло. Во вторник и среда дневната температура ќе биде над просекот во овој период од годината и во поголем дел од земјава ќе надмине 30 степени Целзиусови. УВ индексот ќе биде 7. Во четврток попладне се очекува промена на времето со пороен дош, грмежи и заселен ветер. Метео. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Останете со К3 телевизија и имајте пријатна вечер.